Со светкави лампиони и шарени украси Мелка поставена на езерското дно. Дедо Мраш плива под вода и отворање и пиење на шампанско во длабочините на Охридското езеро. Во ваков подводен амбиент, за прв пат во изворите на Црн Дрим, кај манастирскиот комплекс Свети Наум, охридските нуркачи од клубот за подводни дејности и нуркачкиот центар Амфора годинава традиционално по четврти пат први го прославија доаѓањето на новата година, и тоа под вода. Ова година се решивме да тајалка на китиме во изворите на Црни Дрим во Свети Наум од повеќе причини. Прво, да не биде она монотонно исто само на едно место. Друго, како што знаете дека водите на Црни Дрим во Свети Наум се доста прозирни. И на крај, како туристичка атракција, затоа што елката ќе остане и за новогодишните празници во водите на изворите на Црни Дрим. Во китењето на подводната елка учествуваа 5 нуркачи од Охрид, кои овој атрактивен ритуал го прават на своја иницијатива и со сопствени средства. Тешко ли е под вода да се пие, да се пие шампањ, да се биде Дедо Мраз? Јас четврти сум Дедо Мраз, мислам не е воопште тешко. Не е тешко, веќе сме навикнати, се познаваме сиве што учествуваме, да не речам кој еден сме, ние сме и пријатели и приватно, така да ова ни е една како предновогодишна веселба и една традиција и еден ритуал што се надеваме дека ќе трае. Подводната украсена елка во Охридското езеро веќе е туристичка атракција за бројните гости кои овде го слават католичкиот Божик. И овој необичен новогодишен подводен амбиент го гледаат шетајќи се со кајче низ проучените светинаумски извори.